Дека дивите свињи на различен начин се проблематични, зборуваат искуствата на земјоделците, на ловците, но и на стручњаците кои се задолжени за здравствената состојба на дивечот и одржувањето на природната рамнотежа. Веројатно звучи малку шеговито, ама кочанските ловци или барем дел од нив се жалат дека зимава имаат слаб отстрел на дива свиња, затоа што нема снег на планините, а дивечот е итар па успева да им избега на организираните хајки. За земјоделците проблемот е далеку посериозен, бидејќи производителите на компири во планинските реони трпат големи штети. Ја и лани и сега земам по 20-30 кила семенска роба и не може да заградам од ник. 50% семи ги изрија и лани и сега. И интервенираме тука у собранието, те што да правиме, повикам, соберете ајка, направите малку еден почит према према тие луѓе нагоре. Малку ќе се намалат, они не дават лоџиите да тепат и по 50 свиња на едно место сме гледали води. По 50 стадо. И што ќе уградиш? Па напаѓа годиња диви многу има животини. И па штета прават компири, тоа се изеда. Овој дивеч кој во последните години значително се намножи, се движи во групи од 30 и повеќе животни кои преоруваат посеви и насади, оставајќи зад себе големи штети. Појавата на болеста свинска чума во околните држави летово ги алармираше и стручњаците во нашата држава кои презедоа редица превентивни мерки, првенствено во поглед на намалување на бројноста. Меѓутоа, епидемијата ја одмина Македонија, а бројноста остана речиси непроменета. Како што сега стојат работите, а бидејќи ловната сезона е при крај, до година диви свињи ќе има уште повеќе, што е додатен проблем за земјоделците кои се повеќе се враќаат кон обработливите површини на Соговските планини.